Органски произведени овошје и зеленчук од Македонија ќе се извезуваат на европскиот пазар преку турската компанија Атајмач, која денеска почна да гради откупно-дистрибутивен центар во индустриската зона во општина Илинден. Инвеститорот Алтајмач и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски посочија дека првичниот договор за инвестицијата се случил на нивната средба во Тегна бизнис форум пред 2 години во Анкара. Тогаш директорот на Мач Груп истакнал дека е заинтересиран за инвестирање во Македонија. Ги истражуваме условите за инвестирање во Македонија 2 години и донесовме заклучок дека тоа е најдоброто место за инвестирање во регионот. Имаме фабрики и капацитети во Турција и размислуваме за проширување на нашиот бизнис во Европа и истражувајќи во повеќе држави дојдовме до сознанието дека Македонија е најсоодветна. Гледаме огромен потенцијал во Македонија. Купната инвестиција во откупно-дистрибутивниот центар за овошје и зеленчук ќе изнесува 10 милиони евра и ќе бидат отворени 100 работни места. What will be the capacity? It will be 7 million kilograms each year. This is the initial project. And we have land, we are expand more. Which agriculture products you are going to accept? Yes, it will be mainly organic products of Macedonia. Fruits and vegetables mainly. We will collect every kind of fruits and vegetables here. And after that selling where? Selling mainly to Europe, Western Europe. Турскиот бизнисмен истакна дека македонските институции помогнале во обезбедување на услови за почеток на инвестицијата, а Груевски најави и понатамошна поддршка. Ќе направиме се да Македонија практично ја направиме за производство на органска храна, бидејќи тоа е она што ќе бара Европа. Бидејќи се она храна што е индустријска, Турција големи земјиште произведуваат, мислам дека не е интересно за нас и баш ми е драго што еве господинот е заинтересиран за органска храна. А Македонија ги има сите овие предуслови за да произведуваме на вакво производство. За вас од кога почнаа се работи? Кога ви се јави? Во изминатиот период се интересира околу постапката за да се регистрираат како откупувачи и имавме неколку средби во министерството. Значи сега за сега добро оди, значи се што им треба, им време на располагање, битно е дека 7000 тони е значителна количина која што ќе повлечат од пазарот и ќе може да се воспостави некое знаење кое што они го имаат со фармерите во Турција и тоа е председател она што е битно дека веќе и нивното искуство за она што зборевме со други откупно-дистрибутивни центри што ги имаме во Македонија, дека веќе европскиот пазар бара оноа што нашето поднебие го има и такви производи, бидејќи тие се повкусни и веќе Европа повторно се враќа на тие производи. Ресорното министерство обезбеди вкупно 24 локации за откупно-дистрибутивни центри за овошје и зеленчук, од кои 11 се веќе продадени. За поголемиот дел се изработени проекти, а останатите се во фаза на понуди за прибирање тендери за градба.